Јас сум Лидија Георгиева и се радувам што утрово можам да споделам со вас една практика што ја имаме во јога центарот Афталиџа во Скопје. Да размислуваме за една мисла, за да се развеселиме и си го разубавиме денот. Да нам ни биде убаво и убава енергија да споделиме со другите луѓе кои што се околу нас. Мислава за денес. Една од главните цели во животот е да уживаме во него. Може би на прв пат ви звучи многу хедонистички. Или пак, што е првата мисла која што го имате кога ќе слушните? Една од главните цели во животот е да уживаме во него. Може би мислите дека немате време за тоа, може би се чувствувате виновни ако уживате во животот, може би мислите дека тоа ќе го одложите за некогаш друг пат, тогаш кога ќе имате повеќе време или кога ќе завршите некоја обврска, или ќе уживаме како што некој си мислиме кога ќе дојде вистинската личност во нашиот живот со која што може да уживаме. Но ајде да видиме малку поинако. Што ако умееме да ја откриеме радоста на секојдневните нешта кои што ни се случуваат во еден најобичен ден и да уживаме во нив? Например, да уживате во насмевката на другиот, да застанете и да му возвратите. Да уживате во работата што ја работите, знаејќи дека правите нешто корисно и за заедницата во која што живеете. Да уживате во разговорот со пријателите, да уживате во убава чаша вино испиена заедно со пријателите. Да уживате во секој залак на едно убаво јадење што сте си го сготвиле или некој друг го подготвил за вас. Да уживате во тревата по која што газите, во убавината на природата околу вас, да уживате во бојата на лисијата кои што паѓаат и да помислите на есента, незината убавина и незината енергија на сумирање на плодовите, на она што сме го направиле во текот на животот, во текот на месеците кои што поминале, да го прифатиме сето на убаво и она помалку убаво, успесите и неуспесите, затоа што сето тоа е дел на нашата природа. Или пак да уживате, односно да ве трогне детската игра, да застанете и да може да се заборавите играјки, да се заборавите во прекрасната музика која што ја слушате и да дозволите да ве понеси до божественото, да уживате во прегратката на љубениот и оној кој го љубите, да уживате во малите ситни нешта кои што постојано секојдневно се случуваат. А не како што обично мислиме дека не можеме, дека нештата што си ги посакуваме никогаш не можеме да ги достигнеме и некогаш си посакуваме некои илузорни нешта кои што се само плод на нашата фантазија и ни дават чувство дека немаме, дека имаме празнина. А тогаш кога ќе ја спознаваме и откриваме убавината во секојдневието, во малите нешта што ги правиме, тогаш всушност ја учиме уметноста на живеењето. И тогаш всушност ќе може и тогаш кога ќе дојдат тие моменти големи за нас, како што ние се ги претпоставуваме, да може да ги уживаме во целата нивна убавина. Да не чекаме, да научиме на тој начин и како да уживаме во себе, такви какви што сме, односно со себе, такви какви што сме и учејќи да уживаме уште малку повеќе, да се развиваме и откриваме себе си. Да научиме да уживаме во среќата на другиот, во успехот на пријателот. Еве една убава мисла да уживаме во денот кој што следи.